Добар ден, вие сте со вестите на Канал 8. Две лица вработени во шумската полиција во Кочани заработија кривични пријави за злоупотреба на службената положба. Тие се осомничени дека им овозможиле на трети лица нелегално да заработат 500.000 денари. Двајца шумски полицајци од Кочани ќе мораат да одат на суд поради кривичната пријава што им ја поднесе надворешната канцеларија за криминални работи. Тие се осомничени за злоупотреба на службената положба, односно дека се соизвршители во извршувањето на кривично дело за неовластено сечење и превоз на огремно дрво. Од секторот за внатрешни работи велат дека пријавата е поднесена против 35-годишниот АИ и 58-годишниот СД и двајцата од Кочани, а во врска со настан што се случил на крајот од минатата година. На 8 декември 2015 година на местото викано Крушки, атар на село Пресека Кочанско, откако извршиле контрола на натоварени огревни дрва на тракторите и приколките на две лица од Кочани и констатирале дека и на двете возила има натоварено по половина кубик дабово огревно дрво, повеќе од колку што е наведено во испратниците за превоз и кое не е жигосано, го одзеле само вишокот на нежигосани дрва, додека средствата со кои е извршен превозот, тракторите и приколките, како и останатите огревни дрва, не ги одзеле. Од полицијата велат дека со тоа што пропуштиле да ги исполнат законските обврски, шумските полицајци им овозможиле на двете лица од Кочани кои превезувале поголема количина огревно дрво да се стекнат со противправна имотна корист. Се проценува дека на тој начин лицата ТЈ и љЈ оствариле незаконска заработувачка во износ од околу 500.000 денари. Се уште тече рокот за решавање на барањата од граѓаните за легализација на бесправно изградените објекти во Кочани. На десетина од нив, за чии предмети постапката е веќе завршена, во просториите на локалната самоуправа им беа врачени решенијата. Десетина граѓани од Кочани ги добија решенијата за легализација на бесправно изградени објекти. Лично им ги врачи градоначалникот Димитровски на приемот што го организираше во локалната самоуправа. При тоа рече дека постојано се работело на решавање на поднесените барања за легализација, а во последните 2 седмици позитивно биле завршени вкупно 33 пријави. Во наредните денови и останатите сопственици на вакви објекти ќе ги добијат документите со кои се официализира нивното постоење, со што општината и понатаму ќе останела меѓу поефикасните во државата во поглед на завршувањето на постапката. Заклучно со август месец 2011 година имавме добиено 5.988 пријави за бесправно изградени објекти, од кои се решени преку 3.200 или околу 54%. Само 42 пријави се решени негативно, односно немало услови да се легализираат, додека остатокот ќе бидат во постапка и затоа апелирам до нашите сограѓани да ги комплетираат документите пред се со изработка на елаборати, како би можеле нашите служби да ги решаваат поединечно секој предмет по предмет. Димитровски потсети дека тече дополнителниот рок за пријавување на бесправно изградени објекти, чија градба била завршена пред месец август 2011 година, поради што ги повика сопствениците да достават соодветни пријави. Во последните 3 месеци биле примени уште 581 такво барање, за кои ќе се поведе постапка за легализирање. Граѓаните кои ги добија решенијата за легализација искажаа задоволство што по подолг период нивните бесправно изградени објекти се стекнуваат со легален статус. Јас сум овде во името на мојот другар Никола Христов, кој што 40 на години живее во Австралија и неговата куќа легално изградена, но кога било снимањето, никој не го известил дека има снимање, дека треба да биде пријавена во геодетска управа. И неговиот имот, неговата куќа, која што на улица Лјупчо Санто се водеше како државно земјиште. Тој ми даде полномошно, јас ги поднесов сите документи, така што благодарение на оваа иницијатива, куќата е сега легализирана официјално. Тамник за дедо ми у Кочани, у години слабо слуша, слаб е со ушите и го застапувам. Има изградено негде околу 24 квадрата бесправна просторија и благодарение на
прописо, на законо, сега е легализирано, уведено у катастарската книга. Според податоците од општинската администрација која работи на легализација на објектите, најголем број од досега поднесените барања, односно околу 85%, се за објекти што се наоѓаат на територијата на градот. Доколку за останатите што се изградени пред стапувањето во сила на законските одредби не биде поднесена пријава, ќе мора да се применува одредбата од Законот за градење, односно истите да бидат срушени од страна на надлежните урбанистички служби. Работна средба се одржа во локалната самоуправа со представници на швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, која обезбеди финансиската подршка за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани. На средбата беа разгледани досега реализираните активности за овој проект, а се разговараше и за натамошното негово спроведување во практика. Високата представничка на швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, Франсуа Селоме, реализираше работна посета на општина Кочани, при што се сретна со градоначалникот Ратко Димитровски. На средбата се разговарало за еден од проектите што е особено важен и за Кочани и за швајцарскиот секретаријат за економски прашања, проектот за изградба на пречистителна станица за третман на отпадните води во општината. При тоа било речено дека се работи за зафат што е најголем во сите 19 земји каде што СЕКО реализира проекти. Акцент на средбата е бил ставен и на подготовките кои веќе се реализирани, на почетокот на реализацијата на активностите, но и на одржливоста на проектот. Инаку, изградбата на пречистителната станица за отпадни води како проект се реализира со грант од 21 милион швајцарски франци добиени од владата на Швајцарија и со близу 2 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Партнери во реализацијата на проектот се општина Кочани и комуналното претпријатие Водовод, со што за идните генерации ќе се обезбеди капитален објект за заштита на животната средина. Како што веќе беше најавено на претходно одржаната конститутивна седница на управниот одбор на проектот, рокот за завршување на изградбата на пречистителната станица е до декември 2018 година. Село Трстија е првото виничко село за кое Советот на општина Виница донесе општ акт како своевидна законска алтернатива за урбанистички план. Од 15 населени места, само Јакимово е селото кое има урбанистички план. 120 жители на село Трстија ќе ги менуваат своите лични документи. Наместо да се водат на село Трсино, конечно со донесувањето на општ акт за селото, својата документација ќе може да ја водат на име на село Трстија. Трстија е првото село во општина Виница за кое се донесува така наречен општ акт, бидејќи за него досега немаше никаква урбанистичка документација. Со општиот акт, границата на опфат за наменски зони и сообраќајна поврзаност е 25,17 хектари, во кој е предвидена изградба на куќи за индивидуално домување, како и локации за производство, дистрибуција и сервиси. Со предлог одлуката за општ акт за село Трстија се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување. Се дефинира пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Меѓутоа, доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба. Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според конкретните услови на лице место. Одредбите на оваа одлука, која ја донесе Советот, Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон, велат од Оделението за урбанизам во Виница. Инаку, од селата во Виничко, кои се пребројуваат 15-тина, досега урбанистички план е донесен само за село Јакимово, а сите останати имаат стари планови или општи акти кои веќе не важат. Борбата против срцевите заболувања треба да се насочи кон здравиот живот, физичката активност, превентивните прегледи и намалување на стресот, советуваат интернистите. Се одбележува неделата за борба против срцево-садовните заболувања. Секојдневно расте бројката на лица кои страдаат од срцеви заболувања. Се намалува и старосната граница на заболените. Се почесто млади луѓе страдаат од овие болести. Ризик факторите се повеќе од јасни.
Стресот, брзата храна и пушењето – главни ризик фактори за појава на заболувањата. Се одбележува неделата за борба против срцево-садовните заболувања. Секојдневно сме сведоци дека бројот на заболувања од срцеви, односно кардиоваскуларни заболувања е во зголемен степен и што е карактеристично е тоа што се поместува старосната граница. Се повеќе е изразено тоа кај помлади луѓе. Дали се работи за срцеви заболувања или пак тука веднаш за тоа доаѓаат и мозочните срцеви заболувања, односно мозочни инфаркти и крварења. Според интернистите, борбата против срцевите заболувања треба да се насочи кон здравиот живот, физичката активност, превентивните прегледи и намалување на стресот кој е секојдневие кај луѓето. Да ги отфрлиме ризичните фактори, односно да ги намалиме ризичните фактори со тоа што би се избегнувал колку што е можно стресот, за кој малце потешко, а потоа на другите делови каде што постојат кај млади луѓе дебелината, пушењето, значи начинот на живење и начинот на исхрана во кој можеме да делуваме и да имаме бенефит од истите намалени ризични фактори. На луѓето кои веќе имале проблем со срцето, доктор Мирчовска советува дека клучен фактор за подобрување на состојбата е земањето на пропишаната терапија. Инаку, трендот на смртност од кардиоваскуларни болести во Македонија е во постојан пораст, а во вкупната смртност срцевите заболувања учествуваат со 60%. Ученици од Основното училиште Никола Карев им држат предавање на своите врсници како дел од проектот Врсничка едукација. Темата на предавањата оваа седмица е превенција од никотиноманија. Учениците од 8 и 9 одделение од Основното училиште Никола Карев во улога на предавачи вршеа едукација на своите врсници на тема превенција од никотин, како дел од проектот Врсничка едукација, што се реализира во соработка со СВР Штип, полициската станица Кучани и Црвен крст. Во овој проект ние кажуваме колку е важна превенцијата од никотиноманија. Имавме обука од постручни лица кои што веќе го имат предаван овој проект и добивме обука како ние да ги обучуваме младите деца, нашите врсници. Наша цел е исто така да докажеме дека треба пушењето на цигари да се намали и исто така забележано е дека се повеќе во денешно време се повеќе корисници на цигарите се деца од мала возраст и тоа треба да се искорени. Целна група се учениците од 5 до 9 одделение од основните училишта, а проектот се реализира на ниво на општина. Помина само првото предавање како дел од проектот, а во текот на неделава учениците едукатори секој ден ќе држат по 2 предавања на истата тема со цел опфаќање на сите ученици. Учениците предавачи беа на обука што се реализираше во Основното училиште Свети Кирил и Методи, каде што се обучија да им држат предавања на своите врсници. И пред да погледнете прогнозата за времето, спортската информација. Победа на домашен терен забележаа кошаркарите на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во младинската М18 лига. Со само еден кош разлика во продолжението по истекот на регуларното време на средбата, тие ги совладаа гостите од Гостивар. Во првото коло од продолжението на првенството во младинската М18 лига, кошаркарите на Баскет Дино прокнижија нови 2 бода. На домашен терен ја совладаа екипата на Гостивар 2009, иако се до крајот на средбата нивната победа висеше во воздух. Причина за неизвестноста на крајниот резултат беше несигурната игра и баналните грешки со кои нашите кошаркари им дозволија на гостиварци во текот на средбата постојано да одржуваат мала разлика. Таквата игра придонесе по истекот на регуларното време на средбата да се постигне изедначен резултат од 64:64. Ниту во судиското продолжение не беше покажана подсврста игра, па само срекните околности ги спасија домашните од пораз.
Решавачко беше слободното фрлање на самиот крај на мечот, со што Баскет Дино победи со 76-75. Инаку средбата со Гостивар 2009, нашите кошаркари требаше да ја играат како гости, но во договор со противничката екипа беше направена промена во распоредот и се одигра во спортската сала на гимназијата во Кочани. За сега се уште непознат е противникот на нашите млади кошаркари за следното коло од продолжението на првенството. Таква е состојбата и со стартот на пролетниот дел во третата лига, за која во органите на Кошаркарската федерација се уште се изготвува распоредот на надпреварите. Временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.